Јас и Даниела сме на одмор во Струга, затоа часовникот не си го носам и мислите му вие. За Чак Норис велат не носи часовник, бидејќи тој само одлучува колку е часот. Има една шега. Но добро, имате часовник позади, така да ќе пробам да се ориентирам по него. Некој момче кој што сакало да стане полицаец, излегло пред комисија како кандидат на завршен испит. И комисијата решила да го тестира со прашање кое што било во форма на замислена ситуација. Му рекле вака: замисли дека ти си веќе полицаец и во својата униформа излегуваш на улица да патрулираш. Ја наблюдуваш ситуацијата и гледаш таму во блискиот парк еден дилер како на клупата им нуди на тинеџерите дрога. Додека размислуваш што да направиш, пред тебе една жена минува и паѓа во породилни болки, бидејќи жената е бремена. Ја гледаш и жената и размислуваш како да ја реагираш, и токму во тој момент забрзано поминува еден автомобил покрај тебе и удира во друг автомобил и прави сообраќајка. Внатре има повредени луѓе. Ја гледаш сообраќајката, но во истиот момент слушаш аларм од другата страна на улицата, погледнуваш натаму и гледаш дека од банката излегуваат маскирани луѓе со торби пари во рацете и бегаат, и сваќаш дека во истиот момент се врши ограбување на банка. И тогаш се свртуваат кон момчето кој што е кандидат за полицаец и го прашуваат: што ќе направиш во оваа ситуација? Момчето малку се замислува и вели: што ќе направам? Ќе ја соблечам униформата и ќе бегам. Навистина, кога си во таква ситуација, кога чувствуваш дека од сите страни, како што велат Ѓорѓи Сардисан, нели, проблеми на сите страни, а ти си тука и се очекува од тебе сите тие нешта да ги решиш, чувствуваш дека си под преголем притисок. И понекогаш така се чувствуваме, веројатно и ние христијаните. Живееме во свет кој што е облеан со проблеми. И се прашуваме од каде прво да почнеме. Дали да помогнеш на сиромавиот кој што ти бара помош, дали на депресираниот кој што треба да го советуваш, дали за оној кој што е болен, дали да одиш да го проповедаш Евангелието. Живееме во еден свет кој што е толку расипан, еден свет кој што толку е хаотичен, и се прашуваме дали ние како христијани можеме нешто да направиме, и понекогаш тоа не преоптеретува. И веројатно во едно такво време, во една таква ситуација живеел и пророк Илија. Веќе најави Емил дека ќе зборувам за пророк Илија, и причината зашто бев мотивиран затоа што вчера нели ни беше празникот Илинден. Илинден ние го најчесто врзуваме како некаков патриотски празник. Затоа што Илинденското востание се случило на Илинден, Аснум се случил на Илинден, нели, и тогаш за нас тоа е празник на македонците. Но Илинден подсетува и на пророк Илија, кој што беше можеби еден од најмаркантните пророци. Една личност која што е најистакната како пророк и во Стариот, но и во Новиот Завет. И има многу уникатни нешта за пророк Илија. Например, за пророк Илија читаме дека тој е едниот од двајцата во целата историја на Библијата кои што не доживеале никогаш физичка смрт. Вториот за кој што Библијата зборува е Енох. За Илија се кажува дека тој беше грабнат со огнени кочи и никогаш не умре, не доживеа физичка смрт. Некои сметаат дека тука можеме да го ставиме во таа група и Мојсей, бидејќи за Мојсей пишува дека гробот никој никогаш не го нашол и дека за неговото тело се бореше ангел Михаил. Така да можно е и Мојсей, може би после смртта да е оживеан, или пак и тој да не е доживел физичка смрт. Но исто така за пророк Илија пишува дека тој е единствениот заедно со Мојсей кој што беше на гората на преобразението од ликовите од Стариот Завет
и имаше средба со Исус. Пророк Илија исто така е наречен и пророк на чудата, или пророк чудотворец. Затоа што читаме за него, ако читате во Прво Цареви од 17 глава, па се до Второ Цареви 2 глава, некаде 8 поглавја, за него читаме дека многу чуда беа направени преку него. Едно од најголемите чуда е кога тој го предизвика царот Ахав и целиот израелски народ да одлучат кој е Бог, дали Ваал е Бог или Јахве е Бог. И тогаш тој нареди да стават жртва која што беше полеана со вода, и тогаш бараше најнапред пророците на Ваал да повикаат кон нивниот Бог да симне оган од небото. И тие викаа, се дереа, па тој се шегуваше дури со нив и велеше, ајде, може заспал, може отишол на кафе, може си гледа телевизија, викнете го, ајде, викајте посилно. И кога тие не успеа, тој извика кон неговиот Бог и се симна оган од небото и ја проглота целата жртва. За пророк Илија читаме дека тој го оживеа единствениот син на вдовицата кај која што беше во Сарепта. За пророк Илија читаме дека тој направи едно чудо таму кај таа вдовица, додека таа беше таму, иако во врчвите или во ќупот имаше само малку масло и брашно колку за едно парче леп. Тој беше направил чудо, секојаш кога таа ќе посегнеше внатре, секојаш врчвата или ќупот се полнеше одново со брашно и одново со масло. И тоа беше уште едно чудо што беше направено преку пророк Илија. Затоа тој е наречен и пророк на чудата. Исто така едно од можеби најголемите чуда е што на негова заповед пророк Илија, затоа што народот во тоа време живееше во идолопоклонство, тие се клањаа на Ваал, на Аштара, и тој нареди на негова заповед да не врне дож. И не врнеше дож, не падна дож на земјата, и Емил каже преска 3,5 години. Може да замислите. Ова сето се случуваше преку пророк Илија. Но пророк Илија, реков, живееше во тешко време, затоа што тој беше пророк на Северното царство или Израел, и во тоа време на тоа царство царуваше цар Ахав. За него Библијата пишува дека беше еден од најлошите царови во историјата на ова царство. Може да замислите да живеете во време кога е најлошиот владетел. Се викате, баш сега ли мораше да се родам, не ли можеше порано или покасно. И ние често пати така си мислиме, нели? Секоја генерација мисли дека се родила во најлошото време. Ама за Илија навистина пишува дека живеел во време на најлошиот цар. И во тоа време не само царот, него целиот народ за жал се одврти од живиот Бог. И тие почнаа да се клањаат на Ваал и на Аштара. Дури во еден период пророк Илија чувствуваше дека тој останал сам, единствен кој што е верен на живиот Бог. И сега да живеете во едно такво време не е лесно. Во време кога чувствувате дека сте сам, во време кога чувствувате дека сите други тргнале по погрешен пат. Но нели понекогаш мислиш дека и ти живееш во едно такво време? И ние живееме во време кога ќе дојдеш на црква и викаме, абе колку мина сме ние тука? Ќе се свртаме лево, десно и викаме, ние сме тука сме се собрали 20 души, нека сме и 30. И викаме, зар само ние сме останале верни на Господа? И нели има едно гласче кој ти зборува за уводот, па ти најулав ли си, нели? Шо си запнал па додиш на црква? Па погледни ситиот народ друг, нели по друг пат ти си решил на црква да одиш. Но пророк Илија живееше во едно такво време. И за нас пророк Илија токму во тоа може би е најголемиот пример, кој што иако беше сам остана верен на Бог и сам се спротистави на 450 валови свештеници. Сам против сите нив, тој не ја изгуби верата во Бог. Не ја изгуби увереноста дека тој е живиот и вистинскиот Бог. Ни за момент не си помисли, па да не сум јас бе грешка бе, па ја најпаметниот ли сум од сите, па може и пак Ваал е вистинскиот Бог. Може би ово што го прават луѓето надвор, па тој е вистинскиот пак. Може и па така треба да се живее.
да не сум јас бркал работата. Но ни за момент Илија не се поколеба, тој дури се шегуваше со другите валови пророци. Рече, ајде, викајте, може заствал вашиот Бог. Бидејќи знаеше на чија страна е, бидејќи тој знаеше дека и го избрал вистинскиот пат. И затоа за мене пророк Илија во ова нешто еден голем пример. Иако ќе потенцирам, има еден важен момент овде. Пророк Илија сметаше дека тој останал сам. Дури на 2 пати читаме му се жалеше на Бог. Кога се најде сам, кога бегаше во еден момент од царицата Езавела, кој што исто така е позната како една од најлошите царици. И тој се скрие еднаш во една пештера во еден период кога бегаше и тој пред Господ викаше: Боже, во Прва царство читаме 19 глава 10 стих, и нема никој, јас останав сам, единствен ти останав верен. Само јас останав. И по втор пат истото му го кажува на Бог, во 14 стих вели: само јас останав, Господе, само јас верен ти останав. Како да сакаше Илија да каже: веќе ми е преку глава, нема никој, само јас сум ти верен. И верувам, тешко е кога мислиме дека ние сме сами, кога сме малцинство. И кога по втор пат пророк Илија му го тоа нагласи на Бог, знаете што му одговори Бог? Бог му одговора во 18 стих вели: имам 7000 души, кои што не ги преклониле колената пред Ваал. Не си сам. Не си сам. Затоа е важно она што го зборуваше Емил на почеток. Се сеќавате што кажа Емил на почеток? Една пчеличка не е ништо. Ама кога има рој пчели, тогаш тешко е да се спротивставиш. И затоа е важно заедништво. Затоа е важно да дојдеш на црква во недела. Бидејќи кога си преку неделата во овој свет, чувствуваш понекогаш дека си сам. Со колегите на работа сите зборуваат за светски нешта, сите зборуваат дури за неморални нешта, ти викаш, сите псуват, сите оговарат, викаш: добро, јас единствени сум тука кој што запнал и одлучил да живее морален живот. Единствени сум што сум одлучил во ово општество да му бидам верен на Бог. И кога сме надвор во овој свет, чувствуваме дека сме сами. Но кога ќе дојдеме во недела тука на црква, се вртиме и викаме: чекај, па ја не сум сам. Не сум сам. Чекај, па тука бил и Емил, тука била и Весна, тука се Горни Даниел од Неготино, тука е Иванка од Прилеп, тука е Васка, ние исто така тука. Имаме на куп други луѓе. Сваќаме дека имаме браќа и сестри, имаме од Италија брат, имаме од Албанија, викаме: па чекај, не сме сами. Чекај, црквата Господова е голема, не сме сами. Бог му вели на Илија: шо мислиш ти дека си сам? Имам, вели, 7000 души, што не ги преклоне колената на Ваал. Не си сам. Немој да мислиш дека си само ти остана. Не си сам. Ние понекогаш ни е тешко затоа што мислиме дека сме сами. Со Емил разговаравме овие денови, бидејќи веќе неколку дена сме овде, и Емил споделуваше, се потсети на времето кога тој поверувал, и дел од сведоштвото ми го пак кажа и рече: на почеток кога јас поверував, имаше едно 20 на други млади во црквата. Но еден по еден, вели, тие исчезнаа. И на крајот Емил вика: јас останав сам. И требаше да му бидам верен на Бог, дури и кога си сам, може би единствениот млад во црквата, или кога други нема да те охрабрат. Но фала му на Бога, еве го Емил уште е тука. Уште е во црквата, уште го следи Господ. За пророк Илија читаме на неколку места дека е наречен Илија Тисвеецот. Иако може би тоа не е најдобриот превод, Илија всушност доаѓа до едно место наречено Тишба, и во правилно би требало да биде Илија Тишбеецот, но ние го преведуваме како Тисвеецот. Како денеска, например, Емил кога ќе дојде во Струмица, ќе го нарекуваме Емил Штипјанецот. Не знам дали Емил така те вика, или веќе си од домакинет. Да, абе го знаеш тој Штипјанецот од Штип што дошол тука. Дошол нас памет да ни соли, да ни кажува. Некојаш така за нас знаат да кажат. Ти ке не учиш, си дошол од страна. И Илија беше човек доселен од друго место, но Бог го употреби токму него. Го употреби токму него, иако беше придојденик од страна. И оно што беше карактеристично за Илија, што тој беше човек со силен интегритет. Беше човек со огромна храброст, непопустливост и истреност. Макар и да е сам, иако не беше
тој беше одлучен ќе му бидам верен на Бог до крај. И тој сам се спротистави на најлошиот цар во неговата историја, можете да замислите. И сепак не попушти, беше верен на Словото Божие, кога Бог му заповедаше, оди и каже му го тоа на царот, тој го правеше тоа нешто. Има уште една работа која што е карактеристична за Илија, која што мене ми се допаѓа, а не е запишана за него во Стариот Завет. Ја читаме оваа реченица во Новиот Завет, ја запишал апостол Јаков во посланието до Јаков, 5 глава, 17 стих. И таму има една мала реченица, која што верувам дека треба да служи за охрабрување на сите нас. Кога Јаков го опишува овде Илија, Јаков го зима како пример, зборувајќи го контекст на молитвата, дека треба да се молиме и дека усрдната молитва на праведникот има голема сила. Понекогаш сме разочарани затоа што се молиме и не гледаме резултати или се прашуваме дали Бог слуша, дали па Бог особено па мене ме слуша. И слушате што вели Јаков овде во овој контекст, вели: и Илија беше човек од крв и месо како нас. Зошто би го кажал ова Јаков? Затоа што ние понекогаш кога читаме за хероите на верата, за еден таков великан како Илија, и кога читаме за работи што Илија ги правиме, ние викаме: ова не е човек, ова е супер човек. Ова мора да е некоја посебна раса. Ова не е можно да се случи преку мене, Бог да го направи преку мене. Не е можно вакви работи јас да направам. Не можам јас да се рамнам со Илија, не знам, Илија е тука некаде, јас сум некаде долу. И не е можно. Сигурно овој човек има некоја супер крв, може би е вонземјанин, не знам што е, како овие работи ги правеше. Но овде сака Јаков да не охрабри, вели: Илија беше човек од крв и месо, како мене и тебе. Она што го направи Илија великан на верата е тоа што Илија одлучи да му биде верен и послушен на Бог и да не отстапува. И вели се помоли Илија на Бог и 3,5 години не врнеше дожд. И јас и ти сме луѓе од крв и месо како Илија. И Бог може и нас да не употреби за големи работи, ако ние сме му верни на него. Ако останеме верни и послушни на Бог. Ако му веруваме. И затоа денеска јас сакам тој елемент на Илија да го издвојам. Ќе читам еден текст во кој што се зборува за Илија кога отиде во посета или беше испратен кај една вдовица во Сарепта. И во тој контекст ќе видиме дека Илија беше учен одново и одново да му верува на Бог, но и вдовицата може би заедно со Илија. Бидејќи ние се мислиме Илија е супер човек, но и Илија требаше да учи некои работи и одново неговата вера беше ставена на тест. Тоа што Илија го направи великан е тоа што во тие тестови тој остануваше верен на Бог. Тој ја научи лекцијата да му верува на Бог целосно. И тоа е лекцијата што јас и ти треба да ја научим. Затоа би сакал да читаме денеска од прва книга на Цареви, 17 глава, од 10 до 16 стих. Инаку да дадам еден мал двовед, еден контекст. Реков дека пророк Илија живееше во времето на цар Ахав и затоа што во тој период Ахав го научи народот на идолопоклонство, се клања на Ваал. Бог му кажа на пророк Илија да заповеда 3,5 години да не врне дожд. Но заради тоа нешто цар Ахав реши да го прогонува Илија. Илија мораше да бега и да се крие. Најнапред се скри кај потокот Херит, каде што Бог му праќаше гаврани да го хранат со парче месо и леб, но по известно време потокот пресуши и затоа тој рече на пророк Илија: сега ќе одиш во Сарепта кај една довица. Јајде да го прочитаме тој дел. Вели: тој стана и отиде во Сарепта. Еве ќе го прочитам и 9, и вели: му рече Бог: стани и оди во Сарепта кај Сидон и остани таму. Јас си заповедав таму на една жена вдовица да те храни. И тој стана, отиде во Сарепта, и кога дојде кај градските порти, ете таму една вдовица жена собира дрва. Тој се обрати и рече: донеси ми малку вода во сад да пијам. Имајте во предвид, ова е време
кога беше голема суша. Дури и вода тешко се наоѓаше. Да побараш вода во тоа време беше нешто скъпоценно. И тој сепак побара од оваа вдовица да му најде вода. Таа отиде за да земе, а тој повика по неа и рече: донеси ми враце и парче леп. И си речеш, кај вода бара сега, па и леп, овој претерува сега. Таа му одговори: ти се колна му во живиот Господ. Нема ништо печено, туку имам само грст брашно во ноквите и малку масло во масларникот. И ете, јас ќе соберам 2-3 дрвца, ќе отидам и ќе го приготвам тоа за себе и за синот свој, да го изедеме тоа и потоа ќе умреме. Илија рече: не плаши се, оди и направи го тоа што рече, но најнапред направи од таа мала пресна питка за мене и донеси ми, а за себе и за синот свој ќе направиш после. Од шо после, кога веќе ќе нема? Зашто вака вели Господ Бог Израилев: брашното во ноквите нема да сврши и маслото во масларникот нема да се намали до оној ден во кој Господ ќе даде дожд на земјата. Таа отиде и направи така, како што и рече Илија, и таа се хранеше и тој и синот нејзин извесно време. Брашното во ноквите не свршуваше и маслото во масларникот не се намалуваше, според словото на Господ, што тој го изрече преку Илија. Овде сакам да избојам две нешта кои што се шокантни, на кои што ако малце ги анализираме, ќе видиме дека и двете нешта бараат голема вера. Затоа е важно Словото Божие кога го читаме не само да го претрчуваме, важно е да го джвакаме, важно е да го студираме, важно е да медитираме на него, да истражуваме. И кои се овие две нешта кои што изгледаат чудни, дури неверојатни и бараат голема вера од Илија, и овде Бог повторно ја тестираше верата на Илија или го учеше да му верува. Првото нешто е самото место што Бог го избра каде што го праќаше. Не знам дали забележавте, но Бог го испраќа пророк Илија на кое место? Каде чухте? Во Сарепта. Знаете ли Сарепта кое беше, на кого беше родното место? Сарепта беше родното место на царица Езавела. Токму онаа царица што го прогонуваше и сакаше да го убие Илија. Таа царица што издаде заповед да биде најден Илија и да биде убиен. Царицата која што беше сопруга на Ахав. Смртниот непријател на Илија. И сега замислете, Бог ви вели: одете во дувлото на вашиот смртен непријател. Те праќам таму каде што е родното место, каде што сите нејзини блиски се таму. Си викаш: Господе, ли може да ми испратиш на некое друго место баш таму? И требаше Илија да му верува на Бог дека таму ќе биде посигурен отколку на било кое друго место. И тоа е интересно нешто, тука повторно верата на Илија беше ставена на тест. Многу пати Господ од нас ќе побара нешто што изгледа чудни, дури и ризични. Се сеќавате кога Исус побара од Ананија да отиде да се сретне со Павле. Павле во тоа време беше наречен Савле и беше најголемиот непријател на христијаните. Кога Исус му ја кажа оваа работа на Ананија, што одговори Ананија? Господе, со радост ќе одам. Мене ми е драго, јас се молам за Павле, јас верувам дека Павле може да се смени, јас овде го чекав овој ден. Не. Знаете што одговори Ананија? Исусе, шо ти е на тебе? Ти знаеш ли кој е Савле? Ти изгледа не си гледал вести во последно време, не си читал интернет, не знаеш што се случува. Ти знаеш ли дека Савле не прогонува нас, тој не е нашиот крвен непријател. Кај мене таму ме праќаш, бе, Господе, те молам ти се, некој друг избери. Ананија сметаше дека Исус прави погрешен избор. Каде баш кај Савле? Но Исус му рече: оди затоа што тој ми е избран сад. Преку него ја многу големи дела да направам. И Ананија послуша. Што ќе се случи ако Ананија не послушаше? Може би денеска ќе го немавме Савле, немаше да читаме за него. Ананија послуша и одлучи да му верува на неговиот Господ.
Има моменти кога ќе ни биде чудно, но ако решиме да послушаме, Бог може да направи големи работи преку нас. Затоа Јаков вели, и Илија беше човек од крв и месо како мене и тебе. Само треба да послушаме. Емил и Весна си живее убаво во Штип и Бог им кажа дојдете во Струга. Емил и Весна може да кажат, Господе, бе, кај баш у Струга, бе? Нели може да не пратиш на некоја у Скопје, да не пратиш таму сите одат, голем град. Кај баш у Струга сега? И ние кога ни кажа, и ние си чудевме, дури може би малко влијаевме, негативно се викавме и им викавме, бе, шо баш Струга, мора ли таму да одите сега? Има и други места, има и места кај што ни треба пастор. Ама денеска немавте ги имате Емил и Весна, тука немаше да има евангелска црква Струга, ако не послуша на Божиот глас. Знам за еден верник од Бугарија, во времето кога Бугарија беше комунистичка, и верувајте, комунизмот таму беше многу по-строг и по-страшен од комунизмот овде што беше во наша Југославија. Во времето на Југославија, ако си христијани, можеше сепак да одиш на црква и немаше никакви сериозни проблеми. Можеше да се врше некој присух. Но ако слушате сведоштво во Бугарија, таму беа луѓето затварани, пасторите во затвори беа измачувани. И во една таква прилика Божиот дух му прозборувал на еден верник од Бугарија да отиде и да го посети началникот на тајните служби. Истиот тој началник кој што ги прогонувал христијаните во Бугарија. Најнапред овој верник, а јас го слушав лично од прва рака од овој човек. И тој вели, јас најнапред се спротиставив и реков, Господе, ти знаеш кој е овој човек? Зошто да одам кај него? А вели, Свети Дух ми зборуваше, оди, тој треба од тебе да слушне за Евангелието и тој те очекува. И решил конечно да биде послушен и да отиде, вели, отидов таму, затрупав на вратата на неговата куќа и сега си викав, кој ќе се представам, кој сум, знам, одам затвор. И рекол, јас сум верник од таа и таа црква, мене Господ ме праќа, рече да дојдам кај тебе. И кога го слушнал тоа нешто, началникот на тајната служба рекол, влези, јас те очекувам. Гледал внатре и рекол, јас имам болен син, кој што е на смртна постела. И јас без да кажам на никој, јас веќе неколку месеци поред се молам на Бог да ми прати некој за да го исцели мојот син. И јас реков, Господе, ако исцелиш мојот син, јас ќе ти бидам верен на тебе. И овој човек кажува, вели, јас се молев за неговиот син. Не затоа што имам некаква сила и моќ, него затоа што Бог ме прати и затоа што верувам, ако Бог ме пратил, Бог има нешто да направи. И синот на началникот бил исцелен. Бог направил чудо, ова момче оздравело и никош повеќе не се соочило со оваа болест. Од смртна постела оздравело и овој началник одлучил да стане следбеник на Христос. Но гледате, и овој верник од Бугарија бил само човек од крв и месо. Но Бог го употребил за чудо. Ако ние сме послушни на Божиот дух, ние не мора да сме Илија. Јас сум Горан, тој е Емил, некој од вас, нели, носи друго име, но она што Бог од нас го бара, не мора да сме Илија, само да сме послушни и да му веруваме на Бог. Илија реши да послуша дури кога изгледаше сулудо, да кажем. Да одиш токму на местото каде што е дуплото на твојот смртен непријател. Да одиш во Сарепта, кое што родното место на Езавела, што сака да го убие. Но тој реши да послуши и да отиде. Инаку, меѓу другото, не знам дали знаете, зборот Сарепта во превод значи топилница. Случајно или не, тоа е името на ова место. А верувам дека во Библијата нема ништо случајно и многу пати намерно зборовите и имињата во Библијата имаат длабоко значење и не случајно се таму. И овде, преведете си го овде во умот, замислете, Бог го праќа Илија му вели оди во топилница. Те праќам во топилница. Која улога има топилницата? Што прави топилницата? Топилницата има улога да го златото кога се става во неа, да го до тој степен од таа жештина да растопи што ќе го пречисти, ќе го направи уште посјајно. Тоа е улогата на топилницата. Во топилницата не влегувате да уживате. Топилницата е место каде што до тој степен ве топи што излегувате почисти.
И понекогаш Бог мене и тебе не поминува ни стопилница. Кога понекогаш поминуваме ни тешки моменти и се прашуваме зошто Боже ова, зошто Господе сега поминувам ни за ова нещо или ни за оно нещо, знай дека Господ сака да го пречисти твоят характер, да те направи уште по-солиден верник, да те направи уште повеќе да му веруваш на Него. Може би да пречисти некакви предрасуди во твоята глава. Бидејќи кога Бог го испрати Илија, Бог не го испрати помеѓу своите. Замислете да Бог не му рече, слушај, имам тамо едно градче на евреи, оди помеѓу нив, тоа се твој народ. Бог го испрати помеѓу сидонците кои што беа неевреи, кои што беа нивни непријатели. Веројатно Илија имаше предрасуди за сидонците. Како што ние имаме многу пати предрасуди за албанците. Живееме тука помеѓу нив и си викаме, не, тие со нив не икеме да имаме ништо. Понекогаш имаме предрасуди за ромите и велиме, абе со нив работа си немаш. Тие се чудно племе, некојаш викаме, не. Беге, тие се остаи. Ние знаеме дури навредливо да кажеме понекогаш, абе тие се цигани. Или кога ќе видиме нешто некој да прави што не е воред, знаеме да кажеме, абе циганска работа, не, остаи. Имаме предрасуди. И овде како што Бог веројатно сакаше да ги уништи тие предрасуди, понекогаш сака да не помине ни стопилница тие предрасуди да ги очисти од нас. За да можеме утре и ромот да го прегрнеме како наш брат, и албанецот да го прегрнеме како наш брат или како наша сестра, и да можеме и со нашите очи да го љубиме и еднакво да го прифаќаме како било кој друг. Реков дека првото нешто што изгледаше чудно и шокантно и што бараше вера беше самото место. Местото што Бог го избра за да го испрати, и тоа бараше дополнителна вера кај Илија. Да отидам на место на моите непријатели. Знаете ли кој беше второто нешто што беше чудно, може би уште почудно? Бог го праќа пророкот Илија во време на најголема суша, во време на криза кога нема ни храна, ни вода, го праќа да биде хранет кај вдовица. Кај вдовица. Во тоа време вдовиците беа синоним на сиромаштво. Кога ќе кажеш вдовица, имај во предвид дека станува збор за социјален случај. Исто како денес кога ќе кажеме самохрана мајка. Нели? Кога ќе услушаш зборот самохрана мајка, дали си замислуваш жена во палата со Ферари? Како ја замислуваш кога ќе услушаш зборот самохрана мајка? Веднаш предпоставуваме дека сигурно е некоја сиромашна жена која што одвори сврзува крај со крај. Барем кај нас во црквата кога доаѓаат самохрани мајки, доаѓаат затоа што се во потреба. И тогаш во тоа време, кога ќе слушнете вдовица, веднаш прво нешто што помислувате е синоним сиромашна жена. Имаше секако исклучоци. И може би кога Илија слушна Бог го праќа кај една вдовица во Сарепта да го храни, вели јас си заповедав на една вдовица, оди таму таа ќе те храни. Може би Илија во себе си гаеше надеж и си викаше, белки е некоја богата вдовица. Може па Бог ме однесе, ме праќа таму затоа што оваа вдовица е сигурно некоја жена, некој богат човек што умрел, па сега таа наследила некој богатство. Знае Бог кај ме праќа мене, знае, кај некоја богата вдовица. Ама што мислите, во првиот момент кога виде како вдовицата собира гранчиња, разбра колку е саатот, нели? Што свати? Бидејќи богатите вдовици не собираат по улицата гранки. Ние имаме една жена во Неготино, една стара, подграбавена стара жена, која што ќе ја видите постојано како оди и собира гранки, затоа што нема пари да си купи дрва. И на неколку пати пробавме да ја купуваме дрва да ја помогнеме, но ова жена ме потсеќа многу на вдовицата од Сарепта, која што одеше и собираше гранчиња и дрвца собираше, затоа што беше сиромашна. Ако беше богата, таа немаше да оди по улица да собира гранки. Ако ништо друго, ќе ги пратеше слугите да го прават тоа нешто. Но Илија кога ја видеш како прави, свати колку е саатот. И затоа Илија знаеше дека тој оди кај сиромашна вдовица. И сега прашањето беше, добро Боже, како ќе ме храниш ти преку оваа вдовица? Требаше Илија повторно да му верува на Бог.
повторно да му верува на Бог. Илија и овде одлучи да верува дека Бог знае што прави. И затоа кога отиде кај неа, го читавме текстот, вдовицата кога му кажа и уште кога му рече, слушај, ја имам лепче, уште кога да направиме, брашно уште кога да направиме едно лепче и потоа ја и син ми да умреме, ти ки си речеш, сега ја и тоа ли лепче да и го зијам? Нели ки ти падне жал и кажеш, кај отидов јас ки си кажеш, оти ја друго место ки си барам. Но Илија не престане и тогаш да верува дека Бог го направил вистинскиот избор. Илија рече, направи први леп за мене, а потоа за тебе и за син. Шо потоа, од каде потоа? Направи и ќе видиш дека нема да запре брашното и маслото, нема да запре да се појавува. Нема да престане, како што читавме, повторно да се полнат бочвите, повторно да се појавува брашното. И така и се случи. И тоа беше уште едно чудо што се случи преку пророкот Илија. Но Бог требаше и овде да му верува на Бог. Илија требаше да му верува на Бог. Која е лекцијата што овде ние ја учиме? Ние во Македонија не можеме многу од нас да се пофалиме дека имаме многу, дека сме богати. Дури на моменти многу од нас, па и во црквата, јас сум пастор на црква, знам дека голем дел од луѓето се мачат да врзат крај со крај. Некои од нив дури едва успеват сметките да ги платат, на некои им помагаме да ги платат. И можеби, ако си ти еден од нив, можеби и се прашуваш, нели, Господе, зошто не ми даеш на еднаш да имам во банката една сметка $1 милион, нели? И рада сум, да не мислам веќе утре кој ќе станам дали имам да си ја платам сметката. Да не мислам дали можам ова да си го покрием. Шо мислите, зошто Бог не го направи тоа со Илија? Зошто Бог не му каже, слушай, оди таму планета една колиба, има таму колибата, јас имам направено да има 1 тон брашно, таму ќе имаш, уживај. Но погледнете како беше начинот на кој што чудото се случуваше. Секој ден одново требаше да веруваат на Бог за ново чудо. Секој ден пишува, вели вака, таа отиде и направи како што рече Илија, и таа се хранеше и тој и синот извесно време. И понатаму следниот стих вели, и брашното во ноквите не свршуваше, и маслото во масларникот не се намалуваше според словото на Господ. Замислете, секојаш кога таа ќе нацрпеше, таа си велеше, утре кога ќе отидам да проверам, ќе има ли ново? Секојаш кога таа ќе нацрпаше, таа требаше да верува дека ова не е последно. Дека за следниот ден Бог пак ќе го наполни, пак ќе ги наполни ноквите. Дека следниот ден Бог пак ќе го наполни масларникот. Ова лекција што требаше да ја учи вдовицата па и Илија да му веруваат одново, секој ден одново на Бог, е лекција што јас и ти исто треба да ја учим. Ние сакаме понекогаш и многу убаво, и со Емил си зборевме, да направиме нешто, некаков бизнис, црквата да направи Македонија и да имаме еден приход траен што ќе има постојано пари. И убаво е нели да можеме нешто такво да направиме. И таму да тоа биде извори за пари од кои што ќе тече така, нели? Да имаме дури да уживаме. Ние така сакаме, вели, шо убаво ќе е така, си викаме. Ама Бог сака да му веруваме на него ден за ден. Секој ден да има. Понекогаш имаме една одредена сигурност, но во тој момент можеби Бог сваќа дека ние сме научили да се подпираме на тоа нешто, а не на него. И затоа кога Илија некаде околу година време беше, не знам точно колку, кога го хранеа гавраните, не знам дали некој од вас се сеќава, може да провериме. После подолго време кога го хранеа гавраните, вели изворот пресуши, поточето пресуши. Илија мораше да стане од там и да оди во Сарепта. Знаете ли зошто? Затоа што Илија веројатно се навикна да се подпира на ова изворче и се видел што тука ми е убаво, имам си изворче, поточче, гавраните ми донесуваат секој ден, ми донесуваат храна по карго, ми носат, си јадам, убаво ми е, шо убаво вака. Ама Бог направи да секне, да запре поточето, за да повторно научи да се подпира на него. И интересно е, ако сте забележале по ист начин, како што Бог му кажа, отиди кај тој поток и јас ќе им наредам на гавраните да те хранат, истиот збор е употребен, истата реченица подосна
Бог ја употребува и му вели, отиди кај вдовицата во Сарепта и јас си наредив да те храним. И овде требаше Илија да научи, ако Бог нешто нареди, тоа нешто мора да се оствари. Кога Бог нешто ќе каже, тоа нешто мора да се исполни. Илија требаше да научи да му верува на Божиот збор. Ако во твојот живот сега е можеби сезона на суша, кога ништо не се случува, ако можеби немаш големи приходи и некако преживуваш од први до први, што велиме ние, ако можеби немаш баш вујко од Америка кој што ќе ти праќа секојаш кој ќе ти загусти, тогаш ти си во ситуацијата на Илија и тогаш Бог те учи дека треба да се подпираш на Бог. Затоа што сите ние порано и покасно минуваме низ една таква ситуација. Дури и јас и Даниела во еден период поминавме низ една таква ситуација. Јас сум пастор веќе долго време, 25 години служам како полновремена како пастор и зимам плата како пастор. Но мојата сопруга иако служи заедно со мене, уште од самиот почеток и многу пати дури можеби и повеќе од мене. Таа води женски состаноци, знаат тука еве сестрите кои што се тука, часови со деца води, славењето го води во црквата, разговара со луѓе и е еднакво вклучена како и мене, па таа сепак не зима плата од црквата. И не е платена, дури едно време бидејќи мојата плата е малечка за да се издржуваме, Даниела мораше да работи друга секуларна работа, требаше да работи да чува деца, не знам и што се друго. И за да можеме да се издржуваме, бидејќи еве да се пофалам, имаме 4 деца и со 4 деца верувате пари требат. И тогаш беа уште и зависни сите од нас, сега добро е што 20 синови веќе си работат, нели, ама во тој период беше уште потешко. И во еден период Даниела доаѓа кај мене и вели, абе, како да ти кажам, вели, јас планирам да ја напуштам работата. Јас се шокирам, викам, абе, ние одвај со вие двете плати, некако врзуваме крај со крај и сега ти сакаш да останеме на една плата, само на мојата, шо ти текна? И таа рече, веќе долго време Господ ми зборува дека тој сака јас целосно да се посветам во службата на него и да му служам. А јас додека одам работам друга работа, јас не можам да се посветам, јас сум ограничена, затоа што голем дел од времето мора да сум таму. И таа рече, Бог ми зборуваше вака: напушти ја таа работа и јас ќе се грижам за тебе. И верувајте, ова е голем чекор на верата. Јас се будев, мене беше тешко. Јас велев, нема шанси. Со Даниела се расправавме дома. Викам, абе, како Господ ќе се грижи? Работи си ти таму. Нели, перај си ти и тие пари ни требат. Ама таа ми рече, јас верувам дека Господ ќе се грижи. Бог ми вети. Исто како на Илија му рекол, што му рекол, и заповедав на оваа вдовица таа да те храни. И на крајот јас морав да попуштам, ти нели верник сум, викам, добро, ајде ќе веруваме на Бог. Иако во тебе едно гласче вика, бе, не знам дали баш така ќе биде, ама одлучуваш да му веруваш на Бог. И се случи после 2 недели, едно семејство кое што него ни познававме добро, со кое што не бевме ни блиски, не сме ништо ни разговарале за финансии, тие ни испратија една поголема финансиска сума, помош, еден финансиски благослов. И Даниела, јас кога и кажав дека ни испратија пари, Даниела дојде, знаете што вика? Вика, ова е мојата прва плата. Бог, вика, ми ја испрати мојата плата. Така да, од тогаш понатаму Бог продолжува да се грижи на чуден начин. Иако Даниела не најде секуларна работа после тоа, таа продолжува да му служи на Бог и Бог продолжува да се грижи. Исто како што се грижеше за Илија преку гавраните и подоцна преку вдовицата. Ама бара чекор на вера. Бара чекор на вера и послушност. Кога Бог ќе ти каже, јас ќе се грижам за тебе, не е лесно да кажеме, добро. Нели, ние бараме обично секојаш да видиме, дај да видам. Не е лесно да веруваш дека следниот пат кога ќе погледнеш во масларникот, тој ќе биде полн. Иако си го испразнил претходната вечер. Затоа ова се неколку важни лекции што можеме да ги научиме Илија. Можеби најфрапантниот момент е кога Илија ги беше повикал сите 450 таму пророци и падна оган од небото. И ние тој момент го памтиме.
Ако напишете на интернет пророк Илија и побарате да ви излезе слика, првите слики од пророк Илија што ќе ви излезат ќе бидат од таа сцена. Таа е најфрапантната сцена. Но има многу други нешта од животот на Илија што Бог сака да ги научи. Ми верувам дека ова се дел од нив. Затоа сакав да го споделам моментот кога Илија отиде во Сарепта кај оваа вдовица. Дека ова е една важна лекција за мене и за тебе и покажува дека Илија беше човек како еден од нас, но одлучи да му верува на Бог во моменти кога е тешко. Одлучи да му биде послушен на Бог кога разумот ни вели ова е нелогично. И тоа е верата што Бог ја бара од нас. Ако во таа вера растеме, тогаш Бог може да ги прави работите што ги правеше и преку Илија, иако ни изгледа невозможно. Нека Бог ни помогне во тоа. Амин.